Каква ќе биде судбината на законот за јазици? Единствената опција за излез од ваквата ситуација која нема да биде спротивна на уставните одредби е потегот на Иванов да се постави пред Уставниот суд. Објавуваме анализа на правните опции. Владата не кажува кој се пријавил на големиот оглас за директори на државните институции. Дилема е и зошто на некои од огласените места кои во поделбата и припаднале на ДУИ повторно се назначени само ВД-а. Лекови на рецепт има само во првите неколку денови од месецот. Секој со оправдање исполнета е квотата, а за пари може да се купи. Бројот на реализирани рецепти за 10 години е зголемен во сличен сооднос како и буџетот за лекови. Што значи ова? Дека во рокот 10 години за иста популација трошиме двојно повеќе лекови, стануваме поболна нација? Мислам дека тука има длабоки системски недостатоци. Зошто законот од една страна предвидува донирање, а од друга оневозможува за пленетата стока да дојде до оние на кои им е потребна? Надлежна за организирање на аукции и лицитации е Агенцијата за управување со одземен имот. Причината што овие складишта се полнат со мотори, шпорети, прашоци за перење, купишта облека, е што агенцијата најчесто не може брзо да ги продаде или донира. Не би рекол кочење, меѓутоа судскиот процес трае подолго. Кој кому се попречил овде? Кај да го заобиколам, на жардинерата овде? Или да го туркам да го испрлам од таму? Одмав на стојаката и ја отфрлив неговиот обид за физичко туркање. Силувањето беше обострано. Нова саботажа.